Колабораториумите се еден начин преку кој Алијансата ги успоставува сите активности и меѓусебни соработки помеѓу членките. Денес носители на овој колабораториум се две наши респектабилни членки. Тоа е Факултетот за биотехнички науки и Високата медицинска школа, кои што навистина добро го подготвија и се еве меѓу првите 4 кои што учествуваат во активностите на Алијансата. Европската универзитетска алијанса Колорс организира колабораториуми, еден нов модел на соработка помеѓу партнерите во алијансата и регионите, односно сите чинители, стейкхолдери во регионите во кои што действуваме. Па така, оваа година првиот колабораториум е на тема функционална храна и партнерите наши од алијансата се од Полска, Универзитетот Јан Длугош и од Шпанија, Универзитетот во Кастилија-Ла Манча. Меѓутоа, активацијата на нашиот регион ја прават нашите факултети, односно Високата медицинска школа и Факултетот за биотехнички науки од Битола. Сите заедно организацијски, координацијски, меѓутоа и реализацијски на содржината на тема храна, функционална храна и мултидисциплинарниот пристап го правиме настанот само иницијација и идеја за адресирање на проблемите со кои што се соочуваат производителите, фирмите, компаниите и така натаму, за да може студентите буквално да разработат решенија низ текот на годината. Оно што е многу актуелно денес е точно, зелената агенда и до 2030 година, да нема глад и што ќе се случува со животната средина. Од таму тргна идејата за една ваква работилница, во кој што, како што претходно беше споменато, 4 хеликси ќе добијат знаења, практика и вештини по-конкретно за темата. Прехранбената индустрија е сектор кој што е доста развиен во нашата земја, а отпадоците од прехранбената индустрија и то како влијаат на зачувување на животната средина, доколку правилно нели ги искористиме. Еден таков производ од млекарската индустрија е сурутката, во кој што може да се преработи како функционален производ во смисла да се произведат разни типови на сирења, кои што се светски познати, да се искористи како храна за протеински додатоци и напитоци. Исто така од местната индустрија сите мугатори кои што произлегуваат можат да се искористат за производство на функционални трајни колбаси, тоа се чајна, кулен, зимска, стремска салама, со нивните додатоци. Понатаму билните екстракти кои што произлегуваат од растителното производство исто така можат да се употребат во различни кондиторски производи. Тоа се само неколку примери на кои што нус производите можат сепак да се употребат, да се валоризира самата вредност и да се зачува животната средина во целина. Исто така од ова може да произлезе и друга тема, отпадоците од кујните, исто така се доста актуелен проблем кој што понатаму може да биде тема за нареден колабораториум. Мојата тема и мојот научен опсек е машкиот инфертилитет и функционалната храна, односно антиоксидансите, пробиотиците во подобрување на машкиот инфертилитет. Се спроведува истражувања, нели јас во текот на моите студии спроведував повеќе истражувања каде што се покажа дека храната има значително влијание врз подобрување на машкиот инфертилитет, особено антиоксидансите и пробиотиците кога се користат правилно во одредена доза кај одреден проблем. And about the food and storing the food. So we try to not waste food, and for example in our households when we just try to buy enough food to eat but not too much, and that's basically it, so then we don't have to waste anything.
But if we have some leftovers, for example, we invite our friends or something just simply to eat everything. And if it comes to the shops, I know that there is an app, and this app is Too Good To Go. I think it's not only in Poland but also in Europe. And for example, if the store has too much food or the date is expired, then they basically put this on the app and people can get this food for free or less money. Food. We're trying to buy not much food that need to be fresh to be good to eat, especially like fruits, vegetables. We don't want to waste them, so we're just buying things we can only eat in 2 days, 3 days, to avoid throwing it away. We're trying also buying and eating things that are good to your health, like I said, fruits, vegetables, avoid sugar, a lot of sugar.